Анализа на постоизборните резултати, на што се должи убедливата победа на СДСМ и дебаклот на ВМРО ДПМН, зошто паднаа и досега непоколебливите ВМРО-вски бастиони. Какви се шансите во вториот круг во албанскиот политички блок за ДУИ, дали БЕСА вториот круг е прашање на партиски опстанок. Колку сега апсолутната власт е предизвик за ЗАЕФ и СДСМ, но колку вториот круг ќе биде и предизвик за обстојување на владината коалиција. Добро вечер, јас сум Боби Христов. Добре дојдовте во топ тема на ваша страна. Ова се само дел од прашањата и дилемите кои ги анализираме во продолжение. Почнуваме веднаш. Избори со шокантен резултат, кој целосно го детронизираше ВМРО ДПМН од локалната власт, со само 3 општини освоени во првиот круг и можност во вториот евентуално да стигне до бројка од 11, доколку ги добие сите во кој води во првиот круг. СДСМ на освоените 37 има можност да додаде уште 9 во кој води, но каде ќе оди на вториот круг, со што би стигнала до бројка од 46. Ќе ги анализираме овие бројки низ вечерашнава дебата. Добро вечер за моите гости. Саша Клековски, политички аналитичар. Добро вечер. Никола Спасов, политиколог. Добро вечер, добре дојдовте. И колегата Сефер Тахири, универзитетски професор, политички аналитичар во ова вечерва во својство на аналитичар. Добре дојдовте. Но еве, пред да почнеме со дебата, јас предлагам да направиме еден пресек на изборните резултати од 6-тите парламентарни избори. А исходот е следен. 45 општини добија градоначалник во првиот круг. Во 35 ќе се одржи втор круг на гласање на 29 октомври. СДСМ освои 37 градоначалнички места плюс Скопје, додека коалицијата на ВМРО ДПМН е 3. Од албанските партии ДУИ освои 2 градоначалнички места, и тоа во Кичево и Пласница. Градоначалници добија и двајца независни кандидати. Едно е традиционално место веќе за независните кандидати, Чучер Сандево, му се приклучува Ранковце. Партијата на турците победи во Центар Жупа. Тоа е пресекот на изборните резултати, а како сега изгледа изборната мапа во Македонија, тоа е јасно. Поголемиот дел е обојано во две плави бои. Темноплавата боја се општините во кои што победи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија уште во првиот круг, додека со светло плава боја се општините во кои што победи, во кои што води СДСМ, но се оди во вториот круг. Трите црвени општини се општините што ги освои ВМРО ДПМН, додека тука ги имаме со сега не е баш црвена, оди некаде нека роза нијанса. Тука се општините во кои што ВМРО ДПМН води во вториот круг. Со жолто ги имаме двете добитни општини на Демократската унија за интеграција. Тоа се Кичево и Пласница. Светло-жолтите се оние општини во кои што Демократската унија за интеграција, во кој влегува во водство. Ги имаме Ранковце и Чучер Сандево и Ранковце, но мала е мапата по овој редослед, не можам да ги утврдам кои се. Значи, она што го имаме, ВМРО води во 7 општини: Новац и Врвеница, Зрневци, Чешиново, Блешево, Пробиштип, но најинтересни се Кавадарци, ова е Кавадарци и Штип. Да, ги имаме резултатите
да ги проследиме. 11.482 наспрема 12.077 или само 595 гласа предност за ВМРО ДПМНЕ. Да ги видиме и резултатите од Штип. Тука разликата е многу поинтересна, односно предноста на ВМРО ДПМНЕ или на Илчо Захариев пред Благој Бочварски е само 38 гласа. СДСМ во вториот круг влегува со водство во 9 општини, но најинтересни се 2 општини кои што досега важеа за бастиони на ВМРО ДПМНЕ, а тоа се Киселавода и Газибаба. Да ги видиме резултатите и за овие општини. Добро, ги немаме подготвени. Во Киселавода води СДСМ со 1589 гласа, додека во Газибаба СДСМ води со 1069 гласови. Или, ако одиме на онаа класична поделба на 34 градски општини, ВМРО ДПМНЕ евентуално би можел да смета, ако има ентузијазам за битка во вториот круг, на победа во Штип и Кавадарци, односно од оние по некаква поделба на градски општини, значи би добил само 2 поголеми градски општини. И тука ќе застанам, бидејќи анализата на албанскиот блок ќе ја оставиме за малку подоцна, и тоа не без причина, бидејќи причините ги има многу. Таму ситуацијата е многу по-специфична и по-неизвестна. Добре дојдовте за сите. Мапава е јасна, меѓутоа во секој случај не е мапа која што може да остане со па се е јасно, немам коментар. Лековски. Добро, значи изборите вчера, локалните избори вчера, донесоа 2 информации. Прво, одзивот не беше толков колку што се очекуваше. Мислам дека одзивот, крайниот одзив е понизок од сите претпоставки, што ги имавме пред да се случат изборите. Значи 59, меѓутоа фалат уште 10 избирачки места, можно е да се дојде до 6. Меѓутоа тоа е повеќе процентни поени помал од 2013, кои беа избори со голема мобилизација заради тоа што беа избори после Мартовскиот договор и во сувиот меѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, тогаш предводено од Бранко Црвенковски СДСМ. Сепак мислам дека е нешто понизок од очекуваното. И прашање дали граѓаните одговорија референдумски на овие локални избори, што беше очекување и на СДСМ и на ВМРО ДПМНЕ. Меѓутоа, оно што е многу поважно и поочигледно, дека всушност главниот резултат на овие избори се големото потврдување на ВМРО ДПМНЕ од прилика 120.000 гласови, која скоро покрива целата на разлика во гласови на помалку излезени во однос на декември 2016. Мислам дека има околу 160.000 гласачи помалку излезени сега на локалните избори отколку во декември 2016, а 120.000 Како тука го толкувате тоа со оглед на тоа што во списокот пак се вратени оние 30.000 кои што беа избришани на претходните избори? Па не би можел тоа да го толкуваме. Во вкусот ми е толкувањето на ова дупка што се јава кај ВМРО ДПМНЕ од 120.000. Значи сите анкети окажува дека СДСМ има водство, каде помалку, каде повеќе, од 2,5-3% до 4-4,5%. Очекувавме некое враќање на таму 2005 година, кога имаше некаква можеби равномерна поделба на општините, меѓутоа се случи 2013 масакар во обратни бои. Зошто? Па не ни 2013, можеби уште полошо, ова е веројатно најлошиот резултат на ВМРО ДПМНЕ после тој во 2002 година, кој имаше околу 300.000 гласови. Зборувам за парламентарните избори. Сега неблагодарно е да споредуваме парламентарни и локални избори, меѓутоа доаѓаме до некои гласачи што се на долната, основни гласачи кои се на долната граница, и самиот тој факт веќе треба да ги запали сите аларми во ВМРО ДПМНЕ. Да, ќе видиме за тоа при крајот на емисијата. Никола Спасов, која е вашата оценка? Имаше многу предвидувања, многу
анализи, меѓутоа веројатно за дел од општините и за вкупниот резултат при мен со изненадување од сите. Нови избори се случи ВМРО да го казни Груевски. Значи, ова е исходот од овие избори. Најдиректно кажано, да не околишеме. Значи, ВМРО ДПМН едноставно одлучи голем дел гласачи на ВМРО ДПМН да не излезат на гласање или да едноставно можеби гласаат против или поништо од ливчиња. Имаме многу висок број на неважечки ливчиња. Да, специфично дека 45.000 што е некаде за 12.000 повеќе неважечки ливчиња од оние на парламентарните избори. Со пониска излезност, што значи дека тоа е практично уште поголем процент од самиот број на излезени гласачи. Така што тоа е едната работа што се случи на овие избори, се да само успеа да ги измобилизира скоро истиот број на гласачи, би рекол истиот ако ги гледаме листите, бидејќи сега помалку гласови, албански гласови гласаат за листата на СДСМ на локално ниво, значи дека реално прилично плюс минус истиот глас од декември, додека ВМРО ДПМН во целост беше како да кажем, поразен, односно Груевски беше поразен од собствените гласачи. Интересна е оваа теза, ВМРО го казни ВМРО, го казни Груевски. Би сакал да ја разработиме, но и генерална оценка е од Значи, такива. првиот впечаток кој што денеска се појавува од оваа слика многу сина со малку црвена боја е дали може да се раѓа нов диктатор. Значи, можна е, предпоставката е дека може да се случи. Замена на една апсолутна власт со друга апсолутна власт, апсолутната власт апсолутно расипува. Почеток не велам дека заев има такви предиспозиции, бидејќи тоа ќе биде многу товар за граѓаните. Мислам дека две причини се многу битни зашто ВМРО ДПМН изгуби на овие избори. Значи се покажа дека етнонационализмот и етнонационалистичката риторика за среќа веќе нема значи никакво влијание кај граѓаните, имено се покажа дека граѓаните од различните етнички заедници се склони спремни да гласаат едни за други врз основа на понудите кои што беа, бидејќи знаеме дека Петре Шилегов е избран со голем број на гласови од албанците, а од друга страна исто така има многу гласови на членови на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во Чаир, во Тетово и во Гостивар и во Кичево, значи во општините каде што СДСМ на некој начин му остави празен простор на ДУИ да мановрира. Втората причина е фактот дека ВМРО ДПМН во овој период играше на албанската карта, условно кажано, но имаше расчекор во таа политичка линија. Значи, прво, платформата од Тирана беше главниот мотив за политичка мобилизација на граѓаните од македонска етничка припадност, а од друга страна пред избори ние гледавме билборди каде што оваа партија ни се појавува на албански јазик и ги поканува граѓаните да гласаат за неа. Имено имаше и кандидат за заменик градоначалник. Мислам дека ваквата политичка игра на ВМРО ДПМН со албанското прашање, со албанската значи карта доведе на тоа дека граѓаните да препознаваат несериозности, мислам дека препознаваат доволна манипулација која што имаше ВМРО ДПМН. Тројца гости, три интересни тези, доволни за натамошната дебата. Да почнеме со она со која мислам Клековски се согласивте, ВМРО го казни Груевски, односно прашањето би било што се случи. Дали ВМРО ДПМН ги изгуби клиентелистите, ако ги имаше толку многу, или има проблем со идеолошките ВМРО-вци? Види, сега од вчера до денеска има милион теории зашто тоа се случи, од конспирацијски теории дека некоја амбасада се јавили и мекле на ВМРО-вци да не гласат за Никола Груевски. Добро, ако некој баре изговори, може да ги најде секаде, и во странски служби, во црвени комбиња. Меѓутоа, секако битен е моментот дека повторно се бара вина во некој друг, која е јасно дека вината е внатре дома, не е негде надвор.
Сигурно дека еден дел се опортунистички или свинг гласови кои се решиле доста на дома да не излегува да гласа за ВМРО, меѓутоа ова загуба не може така да се толкува во повеќе општини, каде што тоа не се случило никогаш до сега. Имало и претходни промени на властите, имало и други избори, ама не се случило. Тогаш останува единствено можно дека всушност со неконзистентноста во политиката ВМРО ДПМН успеа да ги оттуги и умерените членови и поекстремните членови. Баш на овој пример, истовременно играње на една поостра риторика против етничките политичките партии на етничките албанци. Од друга страна, билборд кој сите во Скопје можевме да го видиме, еднојазичен, на кој се во основа повикува да се гласа за кандидатот за Скопје. Значи, од една страна, создавате нервоза кај умерените членови на ВМРО ДПМН, кои не ќе веќе една не е сакат ово ниво на поларизација, не само према етничките албанци, туку и према СДСМ. Него сакат ово ниво на конфликтност која постои во општеството. Значи, ги отугивате тие умерени членови, од друга страна се отугија и порадикалните членови, бидејќи ВМРО не обстои до крај на еден подсвест став во однос на прашањата кои ги издигна на високо ниво. Значи, имаше цик-цак движење кои создадува незадоволство и кон центарот и кон десницата, кон поекстремната страна. Груевски рече допрва ќе се прават анализи. Впечатливо беше синоќа што изборниот штаб беше празен. Значи, тука не можеше да се најде ниту еден функционер. Ваква страшна атмосфера во штабот на ВМРО ДПМН. Сум заборил последен пат кога имало, веројатно 2002 беше малку страшно. Не памтам и поголеми анализи не треба. Никола Груевски треба час поскоро, уште денеска да објави оставка. Ако сака ВМРО ДПМН да во вториот круг има било какви шанси да се спасува. Добро, има 7 општини. Не сметате дека треба да им даде шанса. Еве, Ела, некаков, иако разликата е тука мала. Новаци, Брвеница, Зрновци, Цечиново, Блешево и Пробиштеп се тие 7 општини. Значи нешто, тој ентузијазам евентуално би можел да донесе нешто во Кавадарци и Штип, што е повторно во прашање, бидејќи пак другава страна може многу повеќе да се мобилизира сега кога разликата е толку тесна. По ваков резултат. Ама зборам за за обид да се спаси нешто во вториот круг. Јасно е дека во вториот круг со сегашно поставената ситуација нема што да се спасува. Значи, еднаш кога сте изгубили катастрофално и со истата поставеност, нема што да добавите во вториот круг. Со целиот ризик на натамошна демотивација, мислам дека единствениот просто што го има ВМРО ДПМН да спасува бар една урбана општина да има во владение е да на вториот круг излезе без Никола Груевски. Спасов? Вториот круг е техникалија во овој случај. Нема ни една од тие општини да освои ВМРО ДПМН после ваков пораз. Значи, не верувам дека Груевски ќе поднесе оставка меѓу круговите и тоа е прашање. Исто така дали е баш сега меѓу круговите, али во основа сите овие кои што се во втор круг очекувам да ги добие СДСМ заради промената која што се случи. Значи, освен Брвеница. Можеби, не знам, меѓутоа сигурен сум за Штип, сигурен сум за Кисела вода, сигурен сум за Гази Баба и така натаму. Во ред, значи зборам само сега како генерална може би една ќе добие, не знам, ама она што ќе се случи е дека во основа после ваков пораз ќе дојде до тоа. Да, сега кој дел од ВМРО ДПМН го казни? Значи видете, ова беше најлошата стратешки поставена кампања која што јас имам видено од кога ја следам политиката. Што направи ВМРО ДПМН? Направи тотален идеолошки хаос во главите на сопствените гласачи, надоврзувајќи се на ова што го кажа и двајцата соговорници. Прво да почнеме, ајде ќе пробам во 4 кратки дела. Самата кампања и пораката со Нова ера беше целосно толку погрешна, што би рекол дека беше дури на страната на СДСМ. Самото ВМРО ДПМН направи поголема услуга на СДСМ отколку СДСМ што си направи сами себе. Пораката на Груевски требаше биде да се вратиме на стариот добар пат, на оној кој што го имавме со вработување и така натаму, а не некоја нова ера која што само по себе на луѓето го бара она што го изгубија во декември, а не да им се ветува нешто што они него ни препознаваат.
Значи, неговата желба да тој се прикаже како нов свеж лидер или некое ново време го направи да отиде во тотално погрешна порака. Втората, тоа е, да речеме, комуникацијски комплетно погрешно и од а втората работа што се случуваше дека тој ја превзема улогата на главен говорник во кампањата, додека сите истражувања покажува, а и СДСМ тоа со спотови да го правеше, дека тоа е сидрото, а не моторот на оваа кампања. Каменот. Каменот, сидрото, мислам што влече, да, каменот, што го влечеше Карпа, добро, сидро има позитивна, се согласам. Значи каменот кој што го влечеше надоле. И трето, да, каменот баш каменот Карпа. Каменот од близко до. Така, али во основа влече надоле. Така што од втора мислам дека тоа презема целосно. И на крај веќе кога во последните недела дена кога зборуваше за договорот Бугарија која што беше главна тема и така натаму беа испромашени целосно пораките према сопственото гласачко тело. Има уште низа работи кои што една од главните кои што не ја спомнавме, мислам дека сепак после 27 април многу од луѓето кои што буквално се ставија на служба на Груевски сега беа оставени како Игор Јук, како некои оние кои што се баш од радикалното како што викате, односно од ткивото на ВМРО да проценија дека тој е спремен да ги можеби ризикува и нив за да се заштити. И така што низа грешки и стратешки и политички мислам дека го доведоа до ова, а и мислам дека голема улога заврши реформаторите кои што малку луѓе ги спомнуваат, меѓутоа се целиот овој период успеа да изградат некои капацитети релативно големи кои што да мобилизираат одредено гласачко тело на партијата, баш она внатрешно гласачко тело кое што реши дали да се повлече, дали да поништи или едноставно да не гласа. Така што мислам дека имаше неколку чекори во кои што се сгреши, било стратешки, било политички, и тоа го доведе до Сефер, од друга страна, дали СДСМ со овој резултат што го покажа, сето она што и подоцна ќе го анализираме во однос на резултатите во албанскиот блок, ја потврди својата позиција меѓу албанскиот електорат, не само со преземањето на Рачиново од ДУИ, тука е огромното водство од 37.000, не, колку, огромното водство на, само да ги проверам податоците за Скопје, огромното водство на Шилегов. Околу 50. 50. Да. Значи, водството на Шилегов пред се должи на гласовите на албанците. Значи, во голем број на општини каде што живеат албанците има многу гласови за Шилегов. Зборувам тука, тоа се гласови за него, но исто така беа и гласови на казнивост за кандидатот на ВМРО ДПМН Коце Трајановски, кој што во овој период, додека беше градоначелник, значи не се покажа баш рамномерен во смисла на реализирање на проекти во сите делови на градот каде што живеат различни етнички заедници. Вториот момент мислам дека е тоа дека се работи за политички договор. СДСМ да беше похрабра во смисла на продор во албанскиот електорат, мислам дека односно да не беше договор меѓу кого? Со ДУИ. Значи да немаше политички договор со ДУИ да не кандидира условно кажано во другите општини, туку само во одредени општини, тоа е Рачиново и Липково. Во Рачиново со поголеми шанси и што се виде дека тоа е така, а во Липково со символични шанси. Мислам дека имаше класичен политички договор за опстојување на владината коалиција помеѓу СДСМ и ДУИ како значи компензација на останувањето на ДУИ во власт. Тоа веројатно ќе го разговараме и тоа ние имаме една друга анализа, меѓутоа еве ќе во интерес на времето ќе оставиме за ноќно студио. Значи падна градови за кои што со години беа она што се сметаше бастион на ВМРО ДПМН, тоа се Гази Баба Кисела Вода, Прилеп, Битола, Радовиш, Валандово, Едновеччани. Може да кажам само една реченица, значи во општините каде што во Скопје, каде што живеат албанците, првенствено Гази Баба, Карпош, можеби и
аеродром и така натаму, значи Аеродром има 300 албански гласа. Добро, сакам да кажам дека они гласале за СДСМ. Значи и символични да се тие гласови, значи луѓето препознава политика на интеграција на ова партија, тоа ми беше идеја. Морам да спорам на две нива. Градоначалникот на Карпуш има направено релативно многу за долно и горно Нерези во општина Карпуш, кај што живеат албанци, па сепак многумина од етничките албанци гласа за друга партија, не за таа партија од кај што доаѓа кандидатот. Втората работа, веројатно ќе ги погледнеме, значи Коце Трајановски не се предпоставуваше дека неговиот избор ќе зависи од гласовите на етничките албанци. Ја мислам дека сега го потопија гласачите на ВМРО-ДПМН, затоа што потфрлија Газибаба, Кисела вода, Бутел, Ѓорче Петров. Никој не проектираше онака голема разлика во ниедна од овие општини. Аеродром исто така. Аеродром. Добро, таму беше тесен резултатот. Водеше Шилегов, они очекуваа водство на Нема тесни беа проценките за колку контрибуција ќе има аеродром во евентуалниот резултат на Коце, ама се очекуваше Газибаба, Кисела вода, Бутел, Ѓорче да учествуваат значајно во гласовите на Коце Трајановски, тоа не се случи. Значи, наместо Коце Трајановски да ја подигне листата на ВМРО-ДПМН во Скопје, фактички ВМРО-ДПМН го повлече него Што беше случај 2013 година, кога неговата листа имаше водство споредено со многу други општини. Сега резултатот е 138.798 за Шилегов, наспроти само 99.720 за Коце Трајановски. Тоа без малку е резултатот на Јани Макрадули на минатите избори, што имаше 96.000. Да, останува тука уште ова дилема околу сега наистина в последните вести да ги гледам после панело, Шилегов е избран во Шилегов и официјално е градоначалник. Уште еднаш за длабочината што не се случило до поразот. Јас не памтам од 91 година до сега да Скопје имало градоначалник социјалдемократ. Имало градоначалник либерал-демократ Ристо Пенов, кој беше во коалиција со СДСМ, ама не паметам да имало градоначалник социјалдемократ. Имал независ. На сите можни нива, број на гласови на партиски листи, број на општини, број на урбани општини. Град Скопје на сите нива е пораз за ВМРО-ДПМН. Не знам што тука има да се анализира повеќе. Добро, сепак еве, доколку за ВМРО-ДПМН не знам што повеќе би анализирали од тоа. Сепак доколку е подготвена анализата на околу бастионите на ВМРО-ДПМН и како ти е наеднаш падна на Александар Манасиев, ве молам да ја погледнеме. Македонија имаше локални избори, од чии резултати веројатно се изненадија и дел од поддржувачите на СДСМ. Некогашните бастиони на ВМРО-ДПМН, каде оваа партија доминираше уште од 2005 година, сега се општини каде победили води СДСМ. Пред 12 години на локалните избори во 2005 година, ВМРО-ДПМН раководеше со 21 општина, меѓу кои и Аеродром, Бутел, Газибаба, Кисела вода, Прилеп, Битола, Радовиш, Валандово и Вевчани. Вака изгледа партиската мапа на Македонија од 2009 година, кога ВМРО-ДПМН буквално ја обои државата во црвено, освојувајќи 55 општини. Ова е мапата пак од 2013-та, на која се гледа дека малку се променило и ВМРО-ДПМН останала доминантна партија во земјата со најмногу градоначалници. Бастионите останале во рацете на оваа партија, но за 4 години комплетно се промени изборната мапа, а условно речено паднаа некогашните бастиони под раководство на партијата на Груевски. СДСМ победи во првиот круг во град Скопје, без малку дуплирајќи ги гласовите што оваа партија ги доби на локалните во 2013-та. Тогаш Макрадули имаше 76.000 гласови, наспроти 138.000 што ги освои годинава Шилегов. Од друга страна пак, гласовите за Коце Трајановски се стопиле од 124.000 во 2013-та на 99.000 годинава. За илустрација колку се променила сликата од едни до други избори, говори фактот што во 2013-та ВМРО-ДПМН имале 65% од гласовите во Бутел, наспроти 31% на СДСМ. За годинава СДСМ да има 49%, а ВМРО-ДПМН 38%. Друг пример е скопската општина Ѓорче Петров, каде во 2013-та
ВМРО ДПМН има 50% од гласовите, наспроти 45% на СДСМ. За годинава СДСМ да има 53%, а ВМРО ДПМН 42%. Вакво топење на разликата има и во аеродром, кисела вода и во Газибаба. И во други делови низ земјава кои важеа за упоришта на ВМРО ДПМН има комплетно менување на сликата. Во Прилеп, каде 3 мандати истера Маријан Ристевски, сега СДСМ победи уште во првиот круг, а истото се случи и во Македонска Каменица. Ако во 2013-та ВМРО ДПМН имале 66% од гласовите во Демир Капија, а СДСМ 27%, годинава партијата на Заев има 49%, наспроти 46% од гласовите што ги освоила партијата на Груевски. Со ова можно е да биде прекината низата од 4 мандати на Трајче Димитриев во оваа општина. Сигурна победа во првиот круг на овие избори партијата на Груевски има само во Сопиште и Линден и во Петровец, кои останаа под доминација на оваа партија. Не се промени многу сликата ниту во Пробиштип, Зрновци, Штип, Чешиново, Облешево, Кавадарци и Новаци, каде оваа партија е во водство. Во проценти партијата на Груевски најмногу има загубено во Новаци, каде во 2013-та имале 79% од гласовите, за овој пат да има 35% помалку гласови. Сепак во вкупен број на гласови најголема загуба има на ниво на град Скопје, каде Трајановски има 25.000 гласови помалку за само 4 години. Ете, тоа беше анализата на Александар Манасиев и во овој блок сакам да го отвориме и прашањето околу големиот број неважечки ливчиња. Ги имаме повеќе од 12.000 од декември лани. На што се должи тоа? Јас ви кажав пред малку ја почнавме таа анализа. Јас мислам, мојата процена е дека имаше реално бојкот на гласачите на ВМРО ДПМН према Груевски овој пат. И ако се земе пониската излезност која што беше на овие избори, а 12.000 повеќе неважечки ливчиња, тоа јасно кажува дека тоа не е грешка, него дека е станува збор за систематско, значи планирано на некој начин поништување на ливчињата. И во овој случај мене најлогично ми е тоа да се испоред сите бројки е тоа да се гласачите на ВМРО ДПМН. Друга работа што е многу интересна, правев некои анализи, излезноста во двата бастиони во рамки на општините, односно Горно Долно Лисиче, Тодор Чангово аеродром и населба село Драчево и така натаму, беше далеку пониска отколку што беше на изборите во 2016. Зборувам значи во избирачките места што се наоѓаат во овие општини. Дури мислам дека во Драчево беше 85% излезноста во Драчево и населба Драчево и село Драчево во декември, а сега само околу некаде 58-59%, можеби грешам некој процент. Али сакам да кажам дека кога ќе видите дека во најсуштинските клучните овие што се бастиони и во самите општини се случило пониска излезност, јасно е дека е директен бојкот и отпор кон ова раководство на ВМРО ДПМН и промените кои што самите гласачи на ВМРО ДПМН сакаат да ги направат на правопартијата. Кликовски? Пресудни се овие неважечки гласови, например, за вториот круг во кисела вода. Ке имаше победник и тука да не беше таа бројка од над 2000 неважечки ливчи. Значи, за целосна анализа на неважечките ливчиња може секако да погледнеме која е дистрибуцијата по општини. Бидејќи ми се чини дека во одредени општини е незадоволството од двата кандидати. Не од едниот кандидат, надвор од оние ливчиња што се грешка, бидејќи за оние што се првпат гласаат или се понеуки, може да се случи навистина го сгрешат ливчето, посебно во Скопје, пошто има 4 ливчиња, така да не е баш едноставен процесот на гласање. Меѓутоа, мислам дека е јасно дека на одредени места комбинацијата на помала излезност. Само за секунда. Ние оперираме всушност со две бројки. Денеска беше многу интересно тоа што го презентираше Државната изборна комисија, дека 45.340 и нешто и 3 се загласни за градоначалници. Кај советничките листи имаме 51.000 неважечки. Уште поголема бројка. Мислам дека е одрез на одредено незадоволство во електоратот, со тоа што јасно е дека таа казна била повеќе насочена кон ВМРО ДПМН, бидејќи во основа можеме да кажеме дека СДСМ не победи толку многу, колку што многу изгуби ВМРО ДПМН, што СДСМ, како што кажав на почетокот, е малку под декемврискиот резултат, кој може да се должи евентуално на повеќе албански гласови кои отишле во
Беса Дуи... Таа анализа на вкупното движење на гласовите ќе ја препуштиме за вечерашното ноќно студио. Тука правиме кратка пауза за реклами и се враќаме со анализа на резултатите во албанскиот блок и секако проекција. Очигледна како се тоа ќе заврши, проекцијата веројатно е многу по-неизвестна во албанскиот блок, ситуацијата во македонскиот е веќе јасна. И добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна, повторно од оваа позиција, затоа што продолжуваме со анализа на состојбата во албанскиот блок. А состојбата во албанскиот блок ја издвојуваме не без причина, бидејќи тука реално ништо не е решено, иако навидум резултатите од градоначалничката трка покажуваат предност на кандидатите на ДУИ. Она што е сигурно, односно она што го имаме како резултат е дека ДУИ тргна во одбрана на 14 општини, а првиот круг го заврши со победа само во 2, тоа се Кичево и Пласница, ги покажавме претходно. Една општина е изгубена, Рачиново, но затоа ја добиваат шанса во Струга, па така 12 општини остануваат со шанса во вториот круг. ДУИ води во сите, освен во Струга. Но сега, она што е тука интересно и специфично се 4 општини. Гостивар, каде што предноста е само 495 гласа, Тетово, каде што имаме предност од 4498 гласа, и Чаир, каде што имаме предност од 1653 гласа. Сега, новие гласови не значат ништо ако не се погледнат освоените гласови на советничките листи, бидејќи таму може да се препознае коалицијскиот потенцијал за вториот круг, и во интерес на времето ќе ги анализираме само Тетово и Струга, и еве ги резултатите во Тетово. Тука СДСМ немаше свој кандидат во првиот круг и предпоставка е дека контингентот гласови веќе е вкалкулиран на контото на Теута Арифи. Затоа победникот во вториот круг ќе зависи од преговорите Алијанса ДУИ или ДПА, односно села Ахмети и Тачи, или пак само Ахмети и Тачи, бидејќи на ДПА пак и треба поддршката од ДУИ против Беса во Студеничани. Или, ако ги гледаме резултатите, треба да се гледаат резултатите на советниците. Можна е тука и втора опција, односно договор за поддршка Беса, ДПА и ВМРО ДПМН. Меѓутоа, во тој случај математички тоа одговара и таква варијанта, меѓутоа во тој случај ДПА не би можела да смета на поддршката на ДУИ во Студеничани, а тоа е единствената општина што и преостанува. Струга е уште по-специфичен пример, бидејќи тука до последен момент траеше битката меѓу кандидатот на ДУИ и на СДСМ за влез во вториот круг. 1371 глас има предност Зијадин Села пред Рамис Мерко, и сега тука имаме една специфична ситуација, за разлика од Тетово, каде што очигледно кај Теута Арифи се слеа дел од гласовите на СДСМ, СДСМ имаше свој кандидат во Струга. Ахмети и Заев јавно си дадоа поддршка, па Мерко може да калкулира со контингент на околу 7000 гласа од СДСМ. Но прашање е како ќе одлучи Беса. Дали ќе игра со Алијансата за да го добие Чаир или не, дали ВМРО ДПМН е во известна ситуација за да и се одмазди на ДУИ ќе го поддржи Села, или пак би имало некаков коалицијски пазар Ахмети Села, со што, еве, и со тоа се шпекулира, Села би задржал Струга, што се чини по тие резултати по тие резултати малку невозможно, би го жртвувал Гостивар и би се здружиле заедно за добивање на Тетово и Чаир, се со цел да ја елиминираат Беса, која што се чини во овој момент им е некако која е во ситуација да води битка со само две општини, тоа да биде прашање за опстојување на партијата или не на локално ниво, иако во меѓувреме има своји претеници. И еве, тука ќе почнеме со прашањата за анализа од Сефер. Сефер,
се чини Ахмети прогласен за победник. Има и во албанскиот блок повици за оставка од Села и од лидерот на БЕСА. Меѓутоа, еве оваа анализа покажува дека тука ништо не е го. Значи, прво, не можеме да кажеме дека се работи за класична победа. Значи, се работи за победа во бројки во првиот круг, иако вториот круг, значи, може да биде сосема различен. Тоа што се случува во моментот и што можем да го пренесам како расположение во одредени политички кругови, зборувам за ограноците на партиите БЕСА и Алијанса, е дека они веќе воспоставиле контакти, комуникација и неколку кандидати кои што беа на БЕСА, како например во Дебар, веќе или во некоја друга општина, да речеме во Брвеница, веќе искажуваат поддршка за други кандидати кои што беа, значи, на листите за градоначалници. Зборувам во Дебар за кандидатот на Алијансата, во Брвеница за независниот кандидат кој што значи беше поддржан од двете политички партии. Режија и тука сите да се вклучиме, еве да ја видиме, да ги видиме податоците за Струга, например, каде што практично го имаме Рамис Мерко со 1916 гласа. И сега треба да одиме веднаш на тие 7143 контингент од советничката листа на СДСМ, бидејќи СДСМ имаше тука свој кандидат во првиот круг. Кој би бил коалицијскиот капацитет на Зијадин Селatu? Значи, во Струга БЕСА мислам дека немаше добар резултат, 1060 гласови, тоа значи дека не е доволна разликата ако ги споредиме, значи, бројките во однос на Рамис Мерко во случајот он да биде поддржан од СДСМ, веројатно ќе биде поддржан од СДСМ, бидејќи тоа беше дел од договорот. Но тука имаме и гласови кои што се на ВМРО ДПМН и многу е интересно, значи, прашањето како ќе се однесува ВМРО ДПМН, еве да речеме во Струга и во Тетово. Значи, јас политички, значи, како став на партијата, мислам дека она ќе биде неутрална во однос на ова политичка борба во албанскиот блок. За кои се причините? Прво, значи, она не мислите дека може со тајно здружување со БЕСА во Чаек да и се освети на тајно здружување може да има, јас зборувам како јавен политички став. Прво, значи, они во никој случај нема да поддржат кандидат на ДУИ, бидејќи знаеме дека ДУИ, меѓу другото, е факторот кој што ја донесе оваа партија во ова дереже во кое што е. Вториот момент е, они во никој случај исто така не би го поддржале Зијадан Села во Струга, поради неговиот остар политички речник кој што го манифестираше и во кампањата и да не зборуваме примери и така натаму. И мислам дека гласачите на ВМРО ДПМН, зборувам како инструктажа од политичката партија, ќе бидат неутрални. Нормално, индивидуално они можат да се... Особено сега вака демотивирани. Клековски па Спасов. 4 фактори и тие се спротивставени еден на друг, влијат на вториот круг кај албанците. Прво е подемот на партиите од власта кој му дува во ветер на ДУИ, заедно со поддршката од СДСМ. Вториот фактор е тоа што две владини партии се содружуваат на теренот и тоа секако ќе влие како ќе се одбиваат работите. Збориме за Алијансата и за ДУИ. И затоа и Гоствар е многу важен во целиот исход, дури може поважен од Струга. И заради оваа причина, пошто станува збор за две владини кои ќе бидат репрекусите, заради две владини партии, СДСМ во Струга ќе остане неутрален.
Затоа СДСМ во Стуга имаше кандидат за градоначалник. Пошто СДСМ не може да се определи за Рами Змирко или за села. Тие се двојцата коалицијски партнери на СДСМ. Значи во сите општини СДСМ ги повлече своите кандидати, во Стуга го остави својот кандидат. Зошто? Затоа што ако се определи за едниот или другиот ќе се наоди. Мислам дека тоа е важно како ќе се одвива таа поларизација меѓу алијансата и дуи земајќи во обзир дека се владата. И на крај ВМРО веројатно по идеолошки, ако има идеологија кај нас, веројатно би требало да даде поддршката на БЕСА како социјално конзервативна партија, меѓутоа од друга страна ВМРО нема конкретен интерес за активен придонес. Бидејќи теоријата беше дека тоа би се правило за Скопје. Ние ќе гласаме за вас во Чаево, Гостива, во кај ќе треба во Тетово, а вие ќе не поддржите во Скопје. Сега таа математика не функционира. Спас. Па јас прво да правев една анализа денеска, ги собрав сите гласови и во албанскиот блок и таму не го искоментиравме преска, тоа е интересно. Значи дуи ги има задржано гласовите од изборите. И е во овој случај од истите, речи се идентичен број гласови има освоено. Оно што е интересно е дека е БЕСА во голем пат, односно има изгубено добри 17.000 гласа на листите зборувам од овие избори, а Унија на албанците има пораснато цели 20.000 гласови. Значи тоа е некоја тенденција која што гледаме како отприлика гласачите го менувале. Значи БЕСА на некој начин без разлика што е во добра позиција, да речеме, и во Гостивар и така во Гостивар се уствари само во добра позиција, така и во Чаир, да речеме за во Тетово и Чаир за БЕСА. БЕСА со можност да добие во Тетово и во Чаир. Тетово и во Чаир, да Гостивар е алијансата, така. Јас мислам дека со оглед на трендот кој што на губење на гласови кој што го имала на вкупниот број на гласови, мислам дека не се во добра нити во преговарачка позиција и тоа што се единствена партија која што е надвор од владата. Значи со таа позиција сметам дека они во овој случај и во Чаир имаат многу веројатно дека ќе ги изгубат изборите и каде рековме уште дека имаат во Тетово и во Тетово сметам дека е преголема разликата во однос на Теута. Да, така што они мислам дека преговорите ќе се базираат на тоа колку останатите партии веруваат кој ќе победи. А во овој случај моето мислење е дека многу тешко дека БЕСА ќе победи и во Чаир и во Тетово како во однос на падот на трендот на гласовите кои што го имаат кај албанците. Унијата е посебна приказна која што значително има пораснато во вкупниот глас од 25.000 на 45.000 гласови, мислам дека е нејзиното или до 50 има дојдено. Треба точно да видиме алијансата на албанците. Во ситуација да тоа не биде потврдено со ниту еден. Проблемот е што нивните гласови отидоа многу широко. Очигледно дека струга нема математички како тоа да се изведе ни политичка математика и теорија, малку потешко би одело. Сега Гостивар е премногу тесен резултат. Значи тоа сакам да го кажам. Тие се во некој подем и тоа се покажуваше во анкетите претходно дека села на некој начин неговата партија има добиено повеќе гласачи во овој период. Меѓутоа мислам дека исто така освен Струга каде што ќе може да се пазарат, ми личи дека тешка ќе има и во Гостивар во однос на овие, затоа што повторно се они партијата кои што надвор од власта и кои што многу тешко ќе ги договара гласачи. Ти велиш дека СДСМ во Струга ќе ризикува села да изгуби и да го наоти коалицијскиот партнер од кој зависи мнозинството на владата. Ја почитува договорот со Дуј. Јас само прашувам дали СДСМ ќе го почитува јавниот договор, кажан од Ахмети и од Заев за меѓусебна поддршка. Ако тоа го направи, ама имаме два спротивстени работи. Не, тоа не види, има договор со Дуј. Значи во овој момент нивниот главен коалицијски партнер. Кандидат во Стуга? Затоа што беше Зијадин Села кандидат, значи претендент. Коалицијски партнер. Добро, да, коалицијски партнер, но они истакна значи таму кандидат, а не истакна на пример во Кичево, каде што беше само кандидатот на Дуј. Истакна и во Скопје и така натаму кандидат. Не истакна на пример во Чаир, кој што беше на минатите избори еден од бастионите на СДСМ. Мислам дека во Чаир, не сум сигурен, мислам дека втората партија беше СДСМ по гласови, зборувам за минатите избори. Без разлика на тоа. Ја не изборам дека СДСМ не направи концесии на Дуј. Значени концесии, посебно во Чаир. Значи меѓутоа прашам зошто би го рушиле села? Значи
за да го почитуваат договорот со Ахмети, бидејќи Ахмети им помагаше. Мислите на владината коалиција? Па, може и тоа да се случи, но по овие бројки известно е дека ќе има нови парламентарни избори и мислам дека СДСМ за да се покаже принципиелна, бидејќи се работи за договор помеѓу двајцата лидери, нормално тој не беше објавен формално, Ахмети и Заев, за да се покаже принципиелна, мислам дека Иво Струга ќе даде поддршка на Рамис Меркел. Другиот момент кој што е многу добро за Струга. Не, само уште не мислам дека со овој резултат сега да сме во ситуација за двата пратеници на алијансата да се го нарушува односот кој што веќе профункционира со алијансата со 100.000 гласа разлика и така натаму. Не верувам дека може да оценува села со излегување од коалицијата и така натаму или некои предвремени избори. Ова е постабилна соработка, како што ја кажа Тагири со Дуи. Да, но да не заборавиме дека Таравари својата номинација и напуштањето, замрзнувањето на министерската функција ја објасни токму со тоа. Ако ние не добиеме ниту едно градоначалничко место, нас нема да не биде како партија. Меѓу другото, тука може да се калкулираат и двајцата пратеници од ДПА. Значи, во секој случај опстанокот на владата не е во прашање. Особено сега што можеме имаме најави за преминување на одредени пратеници, ама тоа е друго прашање. Значи, колку се можно овие други форми на меѓусебни пазарења да се жртвува Струга за да го добијат Гостивар, обратно Тетово, чај, различни комбинации, бидејќи тоа може многу лошо да влие внатре меѓу партиското членство. Веројатно е дека Рамис Меркел не би дозволил или не би почитувал некаков евентуален договор на Ахмети за условно предавање на Струга на сметка на поддршка во Тетово и Гостивар. Они се стави лути и вали Мерко и села, така да компромис меѓу нив тешко. Меѓу другото, Бован зборува за тоа Ахмети да го жртвува Мерко на сметка на села, а да го добие Гостивар, да биде некаков политички договор помеѓу двете. Тоа е не се исклучува. Тие теории, вклучително со најоптималната дека ДПА ќе го има клучот особено во Тетово и во Гостивар. Значи, зборувам особено во нашиот политички блок, мислам, за Македонија, таквите игри не се исклучуваат. Клучното ќе биде ова. Дали коалицијата помеѓу БЕСА и Алијансата ќе се воспостави на централно ниво? Што значи тоа? Дека да нема само поддршка помеѓу ограноците, бидејќи тоа нема да влие, нема да го има тој импакт кај гласачите, како што може да го има еден коалициски договор помеѓу двете централни председателства и двете лидери на политичките партии. Има историја во соработката помеѓу Алијансата и БЕСА. Значи, ова е третиот пат кога граѓаните, гласачите бараат да соработуваат БЕСА и Алијансата за да го казнуваат Дуи. Првиот пат беше на минатите парламентарни избори со опозицијскиот најавен политички блок на албанците, кој што никогаш не се случи. Имаше обид, зборевме тука во ова студио со Таравари, помеѓу БЕСА и Алијансата и тој обид пропадна, бидејќи двете партии не се договараа за значи коалицијската поделба на градоначалниците и исто така имаше една историја на големи препокувања, дури некојаш политичката борба, бидејќи во македонските медиуми тоа можеби малку се следи и заради јазичните бариери и така натаму. Битката беше многу остра помеѓу Алијансата и БЕСА, отколку да речеме помеѓу БЕСА и ДУИ и Алијансата. Само една мала дигресија. Кога денеска разговара со многу колеги кои што подобро ги познаваат состојбите во албанскиот блок, едно од прашањата беше: зарем мислиш дека под сета реторика што ја имаше Села во кампањата, ќе има
македонец кој по било каква партиска директива би гласал за него. Во Кичево имал македонци што гласале за... добивам неколку прашања добивам на Facebook и Twitter во обратен контекст. Вели, не правете рачун без крчмар за струга, нема политичка партија која што ќе ги натера стружени да гласаат за Мерко. Попрво би гласале за села. Бидејќи пак сметаат дека Мерко има еден огромен една огромна опашка за. Не, ние зборуваме за тоа да има политички договор како ќе се однесуваат гласачите. Ние знаеме дека ни една политичка партија не може да ги носи во торба гласовите. Зборуваме за политички договор. Значи клучот ќе биде тука. Дали ќе има коалиција помеѓу БЕСА и Алијанса и како ќе се постави ДПА. Значи ДПА според тоа што најавува, мислам дека иако на почетокот беше поблиска кон БЕСА, мислам дека по резултатот кој што го добила, сметам дека исто така математика и кај ДПА. Ако не ја поддржите у тарифи во Тетова, ќе го изгуби Студеничани. Така мислам чиста математика. ДПА е мртва партија. ДПА има 16.000 гласови вкупно. ДПА не знам што на ниво на цела Македонија. Веројатно ќе сакаво има 4.000 гласови. Растот на Алијансата е заради зафаќање на постојот од ДПА. Да не забраваме, значи структурата на Алијансата е ДПА. Село е од ДПА, претпоставам дека добар дел од структурата во Гостивар е околу Руфи Османи и другите суетни лидери како што е Мендух Тачи и едно место значи многу за да пркоси во едни. Добро, да, тука не се работи, може да се работи за суета. Мислам дека познавајќи ги политичките чекори, он спротивно на тоа што е политичка струја ќе оди, може да се очекува да го поддржи тајно Дуј. Значи, уште еден податок кој што е многу битен. Значи, многу ќе зависи, зборувавме за излезеноста. Значи, во албанскиот блок, меѓу другото, слабата излезеност се должи на слабата излезеност кај албанскиот електорат. Значи, тоа беше околу 50% од гласачите. Значи, ако и во вториот круг имаме таков одзив на гласачите, мислам дека тоа оди во прилог на Дуј, заради тоа што Дуј, како партија на власт, има клиентелистички гласови и има контролирани гласови. Ако се зголеми има тука несогласување, а јас имам предупредување дека последната минута за... Да, ќе завршам. Ако се зголеми бројот, значи може да се надеваат и Алијансата, и БЕСА-та, и БЕСА партијата на подобар резултат. Одиме на реклами и потоа со завршните проценки. Еве, таман време додека се рекламите за моите гости да направат некаква проекција барем за Гостивар, Тетова, Чаир и Струга, бидејќи во македонскиот блок очигледно се е решено веќе уште во првиот круг, без оглед на општините кои што остануваат. Се враќаме повторно. И назад сме во студиото со последните проекции за очекувањата во вториот круг. Ајде, некако се чини ова во албанскиот блок поинтересно, ќе го оставиме за крај. Состојба во македонскиот блок, ВМРО ДПМН води во 7 општини, единствените урбани се Кавадарци и Штип. СДСМ води во 9 општини, најинтересни се последните два бастиони на ВМРО ДПМН во Скопје, Киселавода и Газибаба. Од друга страна, секако социјалдемократите би сакале да го имаат во своји раце и Кавадарци и Штип. Клековски прогноза? После вчера, веројатно, тешко ќе може да се мотивира ВМРО ДПМН. Тоа го видовме по синокешната атмосфера во штабот. Мислам дека е важно да се најдат сили да се обидат максимум да направат и да повратат барем на Скопска општина и една друга општина за колку толку да останат релевантни на мапата на локалната самоуправа. Мислам дека и за Македонија може би не е добро да ја повториме 2013, ама во обратна пребојност на картата, бидејќи СДСМ тогаш имаше два големи градски центри, Стумица и Куманова. Дали ќе се реорганизира, прашање, дали во истав ваков состав може да направи промена, исто така е прашање.
Спасов, ваша прва проекција за Скопје, па после Скопје особено ќе биде тешко бидејќи нема втор круг за Коце, што е исклучително ја отежнува ситуацијата за ВМРО да помине. Да имаше втор круг можеби Скопје, тогаш веќе можеби ќе имаше некоја шанса да заедно со Коце и другите кандидати да се обиде некоја мобилизација. Вака ја сметам изгубена таа битка, особено заради целиот пораз, мислам, и буквално дебакл што го доживеа Груевски. Слично мислам и за другите општини, го кажав тој на самиот почеток, мислам дека веќе е трната промената и не гледам како сега во овој момент одеднаш би се и второ што разликите се минимални, малку неизедначени се скоро секаде резултатите. Нема некаде ВМРО да има некоја поголема предност, да речеме, можеби 2000 гласа, не знам сега точно како е. Али ова е многу изедначено каде што сега целиот ветар е кај СДСМ во грб и ќе биде многу тешко. Многу било што од ова што е во втор круг да задржи ВМРО ДПМН, можеби ќе победи во една-две општини. Меѓутоа очекувам у принцип да скоро секаде победи СДСМ. Сефер? Значи, ќе се повторам со двајцата колеги, мислам дека ВМРО ДПМН имено ова партија, значи од почетокот на кампањата беше во дефанзива. Значи не се чувствуваше некоја енергичност во настапите. Мислам дека кампањата се водеше на некој начин како да е веќе битката изгубена. И тоа се насетуваше и со големиот митинг на СДСМ пред владата. И сметам дека интересно ќе биде, например, од овие општини Брвеница, каде што значи е во конкуренција и еден независен кандидат кој што имаше поддршка од, како што реков, ДУИ ДПА и има поддршка од веќе од кандидатот за градоначелник од партијата БЕСА и таму мислам дека битката е речиси известна и дека ќе добие пак истиот градоначелник, тој е истиот МВП Зити. Обратен круг колку апсолутната власт на локално ниво ќе биде предизвик за СДСМ, иако можеби на централно ниво коалицијата не е толку цврста. Значи, тоа секако ќе биде предизвик за демократскиот капацитет на оваа партија, деклариран. Ќе видиме дали тоа ќе биде спроведен во практиката. Мислам дека оваа победа, значи, го истакнувам овие денови, значи, е многу важна од аспект на тоа дека ќе имаме стабилна локална власт и така натаму, но од друга страна има и голема одговорност. Пред се, одговорноста е кон сите граѓани. Значи, СДСМ треба да покаже капацитет на партија која што се грижи на еднаков начин за сите граѓани без разлика на нивната регионална или пак етничка или пак некоја друга припадност. Мислам дека тоа ќе биде многу голем тест, особено по најавите на градоначалникот веќе на Скопје, господин Петре Шилегов, дека конечно ние треба да создадеме една политика, еден развој на градот каде што десната страна и левата страна нема да се гледаат низ различни призми, туку ќе се гледаат низ еднаков пристап и мислам дека тој пристап на Шилегов му донесе победа. Спасов, апсолутната власт, стара вистина, апсолутно расипува, тоа е голем предизвик секако. Секако дека е големо. Бевме сведоци на тоа. Да, секако дека е. Освен што е предизвик, не би го дискутирал толку од аспект на дали тоа ќе носи кон некаков нов тоталитаризам или така натаму, него од аспект на тоа што треба да се испорача како ветување. Значи сега е целосна одговорност. Сега ќе го има СДСМ истото она што го имаше ВМРО ДПМН, сега е вас сега да видиме што ќе направите. Во периодот пред изборите се почувствува едно одредено незадоволство во даден момент од СДСМ, меѓутоа мислам дека повторно нешто од кадрите, нешто и така натаму имаше некои, да речеме, можеби се осети во јавноста така малку отпор. Меѓутоа мислам дека повторно граѓаните им дадоа целосно доверба за да се завршат промените онака како што тоа го бараше лидерот Зоран Заев. И од сега, веќе од 29 по завршувањето на изборите, мислам дека веќе ќе гледаат со многу покритичко кои граѓаните и јавноста. И тука за мене главен предизвик ќе биде како
одеднаш ќе се испорачаат ветувањата и она што и на централно, меѓутоа и на локално ниво, кои што не беа воопшто мали и не беа воопшто наивни, она се што се вети дека ќе се испорача. Лековски, ваша проценка за околу ова одговорност или ризикот што го носи апсолутно? Па добро, проблемите со ВМРО-ДПМН започна кога се појави тенденцијата да се контролираат сите подачи од власта апсолутно. Нели познато на битка за цената по секоја цена надвод било кој здрав разум. Така да сега ова што се случи со СДСМ не е резултат на напор на СДСМ да победи секаде. Мислам дека повеќе казнување на ВМРО-ДПМН, меѓутоа не би исклучил ризик. Треба да видиме како ќе помена наредните недели, дали ќе има реваншизам. Добро, тоа беше една впечатлива внимателност уште во првиот говор на Заев синоќа кога почна да се слуша она Шутканите бега Никола песната која што се пее на сите партиски митинзи, кога се обиде токму со таква порака да ги смири дека ова нема да биде период на реваншизам, туку дека ќе се на еднаквост на сите граѓани. Да, прво затоа што не е извршната власт одговорна за кривично гонење на да, треба да биде, да. Јавното обвинителство е тоа што кривично гони. Теоретски, не, да. Значи, Боби, не зборам за реваншизам на највисокото ниво. Бидејќи масовното поместување на гласачите е за реваншизам на најситното ниво. Во училиштата, во професорскиот кадар, во градинките, во комуналните предпријатија, за тоа ниво на реваншизам. Еден од... Добро, и тука треба да разграничиме што е реваншизам, што е нормална смена на власта, бидејќи при промена и на локалната власт мора да се има тим кој што ќе работи на новата програма. Не зборам за промена на клучните позиции, туку повторно зборам за притисок од надоле. Еден од факторите на кој го врати ВМРО пак во кондиција после поразот во 2002 беше едно зголемено ниво на реваншизам што тогаш се појави. Клековски, сосема кратко, ВМРО-ДПМН во моментот 10 пратенички групи, ќе се зголемува бројот на независните кандидати или? Па не верувам во овој момент. Мислиш пратеници? Независните пратеници се извинувам, да. И топење на пратеничките групи? Па види, кај нас многу често се говорело за нови парламентарни мнозинства и прекројување и премени од едни во други партии, меѓутоа никогаш да не било масовно. Значи, во најголемата могна ВМРО-ДПМН премените од една на друга страна биле релативно изолирани. Но самиот на почетокот констатиравте дека проблемот за овој резултат е од внатре. А ако почне да се бараат причините од внатре, тогаш и ова може да стигнеме до топење на овие. Види, тие што ќе пребегаат на другата страна знаат што ќе им се случи. Што се случи со ОЗ и со каде се? Ги нема, значи мислам дека на сите пратеници на ВМРО-ДПМН, не зборам за помалите коалицијски партнери. Ми се чини дека министрот од турската етничка заедница е министр во 3 последователни влади со различни белези. Аднан Чахи? Да. Така е. Добро, тоа е специфика за етничките партии. Во центар жупа претпоставаме истото. Да, мораме да привршуваме. Прашањето е надвод пратениците од малцинствата, од мејнстримот, од ВМРО-ДПМН не очекувам превези. Почнуваме, би заокружиле со, Никола, со проекција, да почнам со вас, околу исходот во албанскиот блок. Особено Гостивар, Тетово, Чаир, Струга. Има ли тука простор за надеж за Беса или кои се вашите проценки? Моето мислење е, јас сум човек кој што работи анкети, главном сакам да коментирам резултати на анкети, меѓутоа од ова што го кажав пред малку и од трендовите кои што ги гледам во промената на гласовите и поддршката, мислам дека ДУИ е во предност, влегува со значителна предност во вториот круг. Не во предност, во Тетово влегува сериозна предност и со гласови, Теута во однос на кандидатот на Беса, да. Гостивар? Ајде да бидеме експресни. Гостивар искрено би бил многу тежок во овој момент за прогноза, бидејќи Таравари направи одличен резултат, кој што прашање е како ќе му се одрази во вториот круг. Има доста македонски гласови таму кои што веројатно може да се случи да се поделат. И Чаир Гостивар не би, Чаир мислам
знам дека ќе победи кандидатот на ДОИ. Тоа е мојата проценка. Струга не би знал, стварно. Клековски. Па, ја не сакам да прогнозирам, пошто посакувам да СДСМ и ДОИ немаат целосна власт во сите можни општини. Значи, мислам дека е добро и некоја друга партија да има. Треба да погодуваме, тоа значи малку Значи, шаренливост. во Гостивар веќе е дадена поддршката од Беса за Таравари, така што шансите не се мали за Таравари во вториот круг, но не се очекува Бета да остане со вкрстени раци да ја очекува значи загубата. Мислам дека во Струга клучното ќе биде тоа дали ќе има јавна поддршка од СДСМ, очекувам тоа да се случи, исто и во Чаир, но од друга страна Беса може да се надева само на некаков одзив на гласачите и тоа во мал број на ВМРО ДПМН, кои што би ја поддржиле само заради освета кон ДУИ и зелени села. Што ги наредивте градовите, се чини Тетово го сметате за завршена работа. Во корист на ДУИ. Тетово предноста е голема и мислам дека ДПА нема да го поддржи кандидатот на БЕС. Ви благодарам на сите што вечерва бевте мои гости. Почитувани, тоа беше се во вечерашната топ тема на ваша страна. Изборите се особено од аспект на вкупниот број гласови, нивното движење меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ се тема и на вечерашното ноќно студио. Останете и натаму со програмите на Телевизија.